од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател Барак Обама денес е во Кина, поточно во Шангај, каде одговараше на прашања на граѓаните. На самиот почеток на емисијата еве зашто тие се интересира. Обама во уводното излагање подлече важноста Кина и Соединетите Американски држави да соработуваат во однос на глобалните предизвици. Одговарајќи на прашања, тој кажа дека климатските промени се еден од најкритичните предизвици и дека светот чека да види што ќе сторат САД и Кина на тој план. На чувствителна тема Тајван, Обама рече дека САД ја поддржуваат политиката една Кина и изрази надеж за подобри кинеско-тајвански односи. Тој смета дека економските врски помогнале во намалување на напнатоста во тајванскиот теснец. Обама не одговори на прашањата за продажба на оружје на Тајван. Инаку кинескиот председател организираше вечера во чест на Обама, а за утре е планирана подетелна средба на чиј дневен ред според очекувањата ќе бидат климатските промени, трговијата, Северна Кореја и Иран. Барак Обама во саботата имаше голем говор во Токио, каде зборуваше за нова ера во транспацифичките односи. Еве што точно тој кажа со односите со Азија. Председателот Обама вели дека Америка од секогаш била пацифичка нација. Азија и Соединетите Американски држави не се разделени со океанот, ние сме поврзани со него, рече тој. Неговите лични врски се силни. Тој минал дел од детството во Индонезија. Кога му се обрати на народот на Источна Азија од Токио, тој зборуваше како на пошироко семејство. Нека нема сомневање, како прв пацифички председател на Америка, јас верувам дека оваа пацифичка нација ќе зајакне и ќе го одржи лидерството во овој дел од светот што е од животно значење. Тој рече дека американската определба за регионот започнува со Јапонија, но не завршува таму. Тој рече дека е важно да се изгради ново партнерство со држави како Кина. Во меѓуповрзан свет, моќта не значи дека нациите треба да се плашат од успехот на друг. Култивирање на сфери на соработка, а не конкурентни сфери на влијание, ќе води кон прогрес во Азискиот Пацифик. Председателот Обама јасно кажа дека се залага за деликатна рамнотежа во односите со Кина, барајќи соработка по клучни глобални и регионални прашања, додека агендата на човекови права се држи активна. Соединетите Американски држави никогаш нема да се откажат од поддршка на фундаменталните вредности кои нам не се драги, а тоа вклучува почитување на сечија религија и култура. Поддршката на човекови права и човеково достоинство е всадено во Америка, но ние можеме да ги придвижиме овие дискусии во дух на партнерство, а не како судир. Председателот не го спомна Тибет, но тој повика на ослободување на политичките затвореници во Бурма и започнување на демократски диалог. А пораката за Северна Кореја беше: не плашат закани и ќе продолжиме со акции, а не само со зборови, зашто одбивањето на Северна Кореја да ги исполни меѓународните обврски води кон намалување на безбедноста. Обединетите нации започнаа 3-дневен самит за безбедноста на храната, ветувајќи итна акција за елиминирање на глобалната глад, што зафаќа повеќе од 1 милиарда луѓе во светот. Сепак, делегатите што се среќаваат во Рим не ги дадоа 44 милиарди долари помош, што ги бараше Организацијата за храна и земјоделие, а декларацијата од самитот одобрена денеска не ветува нови финансиски обврски. Аналитичарите велат дека декларацијата исто така не ја споменува целта на Обединетите нации до 2025 година да се искорени гладта во светот. И последната вест за денеска, Американската вселенска агенција НАСА се подготвува за лансирање на Space Shuttle Atlantis. Тоа треба да се случи за околу 3 часа од Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. Мисијата на шаталот е да однесе резервни делови на меѓународната вселенска станица од жироскопи, пумпи, резервоари за нитроген и амонијак и делови за роботската рака на станицата. 14 сојузни американски држави дозволуваат употреба на марихуаната од медицински причини. На федерално ниво таа се уште е незаконска, но администрацијата на Обама неодамна кажа дека нема да ги гони оние снабдувачи на марихуана кои што ги почитуваат законите на сојузните држави. Во продолжение прилог за мощна живата дебата на оваа тема во Калифорнија. За некои марихуаната е слободно на располагање. Се продава во клиниката Медитрайв во Сан Франциско, чии раководители издаваат на пациенти со препорака од лекар. Нешто што е легално во Калифорнија, но не и на федерално ниво.
Во соседниот Оукленд, здравствениот центар Харборсайд обслужува дури 600 пациенти на ден. Со 30.000 членови остварува годишен приход од $20 милиони. Се според законите на Калифорнија, вели основачот. When a patient comes to us for the first time, we first of course verify that they're a legal medical. Прво проверуваме дали имаат лекарска препорака, па потпишуваме договор со кој стануваат членови на нашиот колектив и ги овластуваат другите членови да одгледуваат марихуана во нивно име. Како да основате ваква клиника, може да научите на Универзитетот Окстердам. Politics and legal issues, then they can go on to taking courses on horticulture. Имаме часови по политички и законски прашања, хортикултура, готвење со марихуана, хашиш, менеджмент и започнување на собствен бизнис, инкорпорирање. Лос Анџелес има 800 марихуана клиники, повеќе од кафулињата Starbucks и јавни училишта. Некои имаат лиценца, други нашли дупка во законот. Градските власти се заложија да ги затворат оние без дозвола. Повеќето полицајци во Калифорнија се против ширењето на клиниките. Командирот на станицата во градот Ковина вели дека само околу 2% од корисниците имаат медицинска нужда. The people with cancer, MS, variety of medical conditions. There are certain components. Разбирливо за тешко болните пациенти, марихуаната им олеснува, но предизвикот е со преостанатите 98%. Можноста легално да уживаат марихуана рекреативно. Бил Брит, кој како дете имал полио, употребува марихуана неколку пати на ден, загрижен е за најавите за ограничување. I would probably be using some kind of painkillers, some kind of muscle relaxers, some kind of anti. Тогаш би користел лекови против болки, за олабавување на мускулите, против гадење, против депресија, цела редица лекови. Активистите за користење на марихуана сметаат дека не само што треба да се легализира, туку и да се одданочува како алкохолот и тутунот. Противниците велат не, барем не без дебата на национално ниво. И едните и другите се согласни дека сегашните закони за нејзина медицинска употреба се конфузни. Утре во Newsflash, најголемиот хотел во Лос Анџелес доби зелен печат. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.